Родителите на децата со посебни потреби од Охрид бараат да се отвори специјална паралелка во основното училиште Григор Прличев. Во неа под надзор на обучено лице би учеле нивните деца кои моментално посетуваат настава во редовните паралелки, но според нив тоа не е вистинското решение поради состојбата во која се наоѓаат. Директорката на ова училиште Силвија Мојсовска вели дека е запознаена со оваа иницијатива и во целост ја поддржува. Таа објаснува дека моментално во училиштето учат 23 деца со посебни потреби, кои заслужуваат еден поинаков третман и работа со стручно лице. Ние не бараме посебна паралелка. Ние бараме само дел од наставата да ги превземат овие стручни лица кои ќе можат да работаат, затоа што сметаме дека нашите учителки што го водат воспитно-образовниот кадар не се доволно едуцирани за да работаат со вакви деца. Тие успешно се справуваат со помош на стручната служба, но сепак мислиме дека поголем успех ќе имаме ако имаме и дефектолог. Мојсовска кажува дека досега децата со посебни потреби биле интегрирани во наставата и работеле по релаксирана наставна програма, но потенцира дека дефектологот е неопходен за да се постигнат максимални резултати во процесот на нивното образование. Таа вели дека Министерството за образование треба да им излезе во пресрет и да им одобри средства за вработување на дефектолог. Од локалната имаме целосна поддршка и се надевам јас дека ќе се реши овој проблем со оваа сега иницијатива за запослување на педагози и психолози во училиштата, бидејќи ние имаме психолог и педагог, се надевам дека ќе можеме барем еден дефектолог да добиеме. Мојсовска кажува дека во нивното училиште има и неколку деца со аутизам, што е пак посебна состојба која бара и посебен третман. Податоците со кои располага Македонското научно здружение за аутизам покажуваат дека инклузијата на овие деца во образовниот процес во државава е многу мала. Професор доктор Владимир Трајковски, председателот на ова здружение, вели дека ни престои тешка борба на сите, и на родителите и на институциите, за да се подобрат состојбите на овој план. Ја поздравувам таа иницијатива на родителите и како професионалец и како председател на МНЗА на здружението стојам за нивните напори, доколку е потребна мојата помош, јас ќе се обидам да им помогнам, инаку они мораат жестоко да притиснат врз Министерството за образование и наука и исто така врз Бирото за образование и мислам дека тоа би можело да вроди со плод. Значи мора да бидат заедно хомогени, поголема група на родители и со барање да упатат барање до Министерството за образование и наука. Трајковски рече дека во Струмица веќе 6 години успешно функционира паралелка во која учат деца со аутизам и дека се е можно доколку се сака. Тој порача да се поработи на доедукација на дефектолозите за работа со вакви деца и да се отворат паралелки во другите градови, бидејќи оние деца кои имаат полесна форма на аутизам многу успешно можат да се вклучат и во образовните текови, но и во општествениот живот. Трајковски потенцираше дека има случаи во светот кога аутистични деца завршиле и високо образование.